Хеликобактер пилори е веројатно, според досегашни создание, единствена бактерија која што може да преживее во киселата средина на желудникот и тој е во основата проблемот, затоа што таа успева да пројде низ киселава средина и доаѓа до слузницата. Значи, има способност да произведува амонијак, прави базна средина за да успее да продре низ мукозата која што ја обвива слузницата на желудникот и со своите флагели кои што ги има се прикачува за желудочната слузница. И тоа е моментот кога таа веќе е опасна и проблематична, предизвикува лачење на одредени токсини, ја иритира нашава гастрична слузница, предизвикува понатака гастрит, воспаление на слузницата на желудникот и на 12-палечното црево што следи после желудникот. И во таа една ситуација, со тоа што создава базна средина, го тера нашиот организам на одбрана, тој дополнително го зголемува лачењето на HCl во желудникот и на тој начин фактички оваа киселина веќе без мукозата доаѓа небрането директно до овој веќе оштетен. Заштитата веќе ја нема онаква како што треба. Оштетен е слузот и доаѓа директно тука и дополнително ги зголемува проблемите. И во ваква една ситуација луѓето почнуваат да чувствуваат одредени тегоби. Пред се зборуваме за тегоби од тип на киселини, така народски кажано, или диспепсија, како што велиме ние, стомачна болка, обично во средината на желудникот, не можеме да ја дефинираме конкретно од каде е. Честопати, ако концентрацијата е висока, веќе чувствуваме и гадење, па дури и одредено чувство на неприродна ситост, поготово во вечерните часови. Едноставно, овие хемиски реакции предизвикуваат да се полни желудникот со гасови и ние не можеме да јадеме нормално. Почнуваме да јадеме, се чувствуваме преполни, велиме и не ни се јаде, че губиме желба за јадење, а во основата на тоа многу често е токму хеликобактер.